Добар ден, вести во 18 часот. На почеток, денот преку најбитните наслови. Утре, ден Д за водата во Гостивар. Ке протече ли конечно питка вода од чешмите? Се направени две мерења и резултатите беа добри, што значи количината на хлорот е во рамките на дозволените граници. Превозниците од регионот го губат трпението. Ако Брисел до септември не понуди решение за престојот во Шенген, ќе ги радикализираат протестите. Ќе застанеме на граничните премени или околу амбасадите на Европската унија. Неќемо се повучи до конкретно решење. Околу 50 случаи на врсничко насилство годишно во училиштата. Не загрижува толку бројката колку што бруталноста во одредени случаи. Тоа е светски проблем, но она што е најважно е да ние го превенираме. Засегнатите страни си подадоа рака за ајварката. Од утре ќе се откупува по повисока цена. Над 200 загинати во земјотресот во Колумбија и со голи раце се бараат преживеани. Гостиварчани се во исчекување на резултатите од последната анализа на водата, која што според најавите треба да биде објавена утре. Иако се уште неофицијални, информациите упатуваат дека веќе деновиве од чешмите ќе протече питка вода. Поречи си еден месец голгота. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. За 48 часа ќе се знае дали ќе има крај на едномесечната голгота на гостиварци кои во редови чекаат вода за пиење од шиша. Се бројат часови кога треба да се објават резултатите, што треба да ги потврдат последните две испитувања, дека водата од чешма може да се пие. Канал 5 дознава дека веќе од четврток граѓаните на Гостивар ќе може да ја пијат водата. Се очекува да бидат во среда, значи утре после пладне, а најверојатно во четврток ќе имаме соопштение од Централниот кризен штаб за како да се постапи со водата понатака. Предходните денови микробиолошки водата беше чиста и дадоа наредба до јавното претпријатие Комуналет да ја намали количината на разредениот хлор во водата. И на такви услови, на намалена количина на хлорот, се направени две мерења и резултатите беа добри, што значи количината на хлорот е во рамките на дозволените граници. Од кризниот штаб потенцираат граѓаните да не брзаат денеска и утре, се додека не добијат зелено светло од Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна, дека водата е со добар квалитет за пиење. Проверките ќе продолжат и во наредниот период, како и подобрување на квантитетот на водата во места каде притисокот на водата е многу слаб, објаснуваат од кризниот штаб во Гостивар. Ќе се преземат сите неопходни мерки за да понатака имаме цело време чиста и квалитетна вода. Од друга страна се работи да се зголеми количината, квантитетот на водата. Еден резервар што ни е во село Бајница, интензивно се работи тој да се пушти во употреба, за да може да ги снабди 4-5 населени места кои имат мал притисок на вода. Кризата со водата во Гостивар е повеќе од еден месец, каде над 5000 жители имаа здравствени проблеми заради загадување на водата за пиење. Артана Асани, Леон Уредини, Ива Дедин Дервиши, кои беа на раководни позиции во јавното претпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор, под сомнение дека се одредени действија поврзани со системот за водоснабдување во Гостивар, овозможиле мешање на загадена вода со водата од системот за пиење. Од СТСМ обвинуваат дека освен кризата со водата во Гостивар и во други населени места, земјава се сочува и со нова еколошка катастрофа кај изворот Рашче. Од ВМРО ДПМН пак бараат одговори зошто СДСМ со години молчеле за загадената вода во Гостивар. Ова е директна закана за водата за пиење и за здравјето за граѓаните. Кој го дозволува
овој еколошки геноцид? Кој дозволил ваква дива депонија да се создава во близина на изворот од кај се снабдува 1/4 од граѓаните во државата вода? Кој ќе одговара за овој ризик од загрозување на здравјето и животите на граѓаните? Цела држава ја отруја од неодговорност. 50 населени места во државата се со загадена вода, а никој не понесува одговорност. Токму оние кои со години имаа политичка и институционална моќ, денес најгласно се обидуваат да префрват одговорноста на други. Наместо денес да морализираат, треба да одговорат зошто не постапиле под добиените над 400 извештаи кои укажувале на загадена вода во Гостиварско. Гостиварци мора да дознаат зошто биле труени со години, а СДС и Филипче не превзеле никакви чекори. Превозниците од 4 земји од Западен Балкан, кои подолго време се соочуваат со проблеми со новите правила за престој во Шенген зоната, на координација во Скопје се договорија. Ке го чекаат исходот од Брисел, каде што на 1 септември ќе се разговара за алтернативни можности. Ако нема решение, излегуваат на протести. Сандра Спасовска. Сакаме решение на проблемот, а не протест. Превозниците од Западен Балкан едногласни, откако и по неколку месеци од воведувањето на новиот ЕС систем, професионалните возачи натаму се соочуваат со проблеми при влез во земјите од Шенген зоната. Преку писмо до ЕУ бараат оние 90 во последните 180 дена да им се бројат во часови. Очекуваат привремено решение да биде донесено на состанокот во рамки на ЕУ, кој би требало да се одржи на 1 септември, на кој ќе се разговара за визна стратегија на Европската унија. Во спротивно велат, иако не сакаат, ќе бидат приморени на нови протести и евентуални блокади на граничните премини. За да не се случи вие како потрошувачи, како граѓани, да доживеете да нема продукти во нашите продавници, ние да речем вака, наква ќе се жртвуваме и ќе застанеме на граничните премини или околу амбасадите на Европската унија, или на други делови каде што имаме странски инвеститори, за да покажеме дека сепак сме тука. Колико доđe до протеста, предходните протести смо прекинули уз обеќања. Овај пут, уколико будемо сетирани у зид и изаđemo на границе, неќемо се повучи до конкретно решење. На ниво на Македонија со овој проблем според Сдруженијето засегнати се околу 17.000, додека на ниво на Западен Балкан над 100.000 професионални возачи. Представниците на превозниците велат, доколку останат без работа, штетата ќе биде огромна не само за самите возачи и компании, туку и за економијата на секоја земја. Значи Хрватска донесе измена на законот за престој на странци на некој начин, каде што ги вметна и возачите. Меѓутоа, тоа нема да важи само за Македонија, тоа ќе важи и за сите други држави. Визната стратегија секоја држава на билатерална основа треба да ја потпише со Европската унија. И тоа е она што е најбитното. Во јануари годинава превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора ги паркираа своите камиони и ги блокираа граничните премини. Македонските превозници протестираа 4 дена, а протестот беше прекинат со ветување дека надлежните во земјава ќе се вклучат во решавање на проблемот. Но засега, како што велат превозниците, трајно решение си уште нема. Истекува рокот за притворот на Груби. Ахмети открива кој го охрабрил бегалецот да се врати дома. Unë kam qenë i thar i kryesorshi, kam kërkuar ta ngrupi, kthehet në Maqedoni. Македонија добива нови амбасадори во Атина, Будимпешта, Сараево, Осло и Каиро. Иако имињата се уште не се официјално потврдени, во јавноста најголемо внимание привлекува изборот за амбасадор во Грција на Филип Пасхо, кој покрај долгогодишното искуство во меѓународни проекти се издвојува и со краткотрајниот ангажман како директор на градски паркинг. Јана Јосифовска.
Поранешниот директор на градски паркинг, Филип Пасху, е избран за македонски амбасадор во Атина. Според неофицијалните информации, тој е меѓу неколку теми на идни амбасадори, за кои владата неодамна дала зелено светло. Пасху на 31 декември 2021 година беше назначен за ВД директор на градски паркинг, каде што претходно веќе работел како заменик директор и председател на управниот одбор. На позицијата беше само 10 дена, пред да биде разрешен од тогашната градоначалничка Даниела Арсовска. Освен кусото искуство во јавното предпријатие, тој како магистер по економија има и долгогодишно работно искуство во управување со многубројни меѓународни проекти. Покрај Пасху, како што објави Слободен печат, амин од владата добиле и Татјана Лопарски, поранешна новинарка и актуелна собственичка на PR агенција, како амбасадорка во Будимпешта, и адвокатот Јасмин Калач за амбасадор во Сараево, кој во моментов е бранител на поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Джева Целами во предметот Пулс за трагедијата во Кочани. Другите двајца кандидати што неофицијално поминале на истата владина седница се Дритон Кучи за амбасадор во Осло и Елма Алторок за амбасадорка во Каиро. Одбрана на тезите во собранието чекаат уште 4 амбасадори кои претходно биле избрани. Во Бугарија ќе замине Крум Ефремов, дипломат од кариера, кој беше амбасадор во Украина, а Габриел Атанасов од МНР ќе биде амбасадор во Романија. Мухамер Јусуфи на амбасадорското место во Стокхолм, додека во Приштина ќе не представува Катерина Тодороска. Во моментов, според информациите, без амбасадор или генерален конзул се 24 дипломатско-конзуларни представништва, а за 11 од нив се веќе избрани амбасадори. До крајот на месецов се очекува да заминат уште неколку мина. Илина Мангова во Лондон, Линда Салиеска и Љазовска во Хаг и Стојан Чекитановски во Камбера, Австралија. Секое институционално постапување поврзано со конкретната неправосилна судска одлука бара особена воздржаност за да не се создаде впечаток на прејудицирање на исходот од постапката или на притисок врз судиите. Ова се наведува во соопштението од Судскиот совет и Сдруженијето на судиите по повод последната одлука на Уставниот суд, кој што првпат пријави судија за непочитување судска одлука. Афродита Рамос. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни, но истовремено значајно е да се почитуваат уставно загарантираната самостојност на судовите и законски уредениот тек на судските постапки. Реагираат од Судскиот совет и Сдруженијето на судии за пријавата на Уставниот суд против судија од Основниот граѓански суд Скопје за непочитување на нивна конкретна одлука. Во заедничкото соопштение се потенцира неправосилноста на решението на судијата, против кое е поднесено и жалба по која сега треба да одлучува апелација. Постапката се уште е во тек, а оценката на законитоста на првостепената одлука му припаѓа само на надлежниот второстепен суд. Во такви околности, Судскиот совет и Сдруженијето на судиите смета дека секое институционално постапување поврзано со конкретната неправосилна судска одлука бара особена внимателност и воздржаност, за да не се создаде впечаток на прејудицирање на исходот од постапката или на притисок врз судиите кои одлучуваат во конкретниот предмет. Како што додаваат, без оглед на уставната положба, ниту еден орган не може да определува или да прејудицира каква одлука треба да биде донесена од судот. Канал 5 го контактираше председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски за став по реакциите кои деновиве ја разбрануваа правната фела, отварајќи ги дилемите дали во овој случај Уставниот суд ги пречекорил неговите надлежности, дополнително создавајќи потенцијален притисок врз судската независност и автономија. Костадиновски не одговори конкретно на досегашните дилеми, но изјави дека ќе го разгледа заедничкото соопштение на Судскиот совет и Сдруженијето на судии и како што рече, доколку има потреба, Уставниот суд ќе излезе со свој став. Според правниот експерт Дарко Аврамовски, ваквата постапка на Уставниот суд е избрзана токму поради неправосилноста на решението на судијата од Основниот суд. Меѓутоа, како што вели, заедничкото соопштение на Судскиот совет и Сдруженијето на судии делумно ја носи дебатата за односот меѓу редовното судство и Уставниот суд во непотребен правец. Мислам дека во конкретниот случај одлуката на Уставниот суд да го активира овој механизам беше преуранета.
заради тоа што не станува збор за правосилна одлука од страна на основниот суд и доправа треба да одлучува апелациониот суд за истото прашање. Меѓутоа во конкретниот случај зборуваме за уставниот суд, а не за било кој друг државен орган. Не станува збор дека е одлука на државен орган која редовните судови мора да ја спроведат, особено затоа што одлуката на Уставниот суд не навлегува во меритумот на предметот. Предметот по кој Уставниот суд одлучуваше се однесува на повреда на слободата на јавно изразување на новинарка во настаните во собранието од 2017 година, а судијата од Основниот граѓански суд Скопје, повикувајќи се на Законот за парнична постапка, навел дека одлука на Уставниот суд не може да биде основ за повторување на постапката како нов факт или доказ. Постигнат е договор пиперката ајварка од утре да се откупува по повисоки откупни цени, информираше министерот за земјоделство Борче Серафимовски по утринската средба со производителите, откупувачите и преработувачите во Струмица. Ајварската пиперка од утре па натаму со извршените подготовки, односно известување до откупните центри од страна на преработувачите, да се продава по цена од прва класа 40 денари, прва втора класа 30 денари, индустријска класа, тоа е класа под прва втора класа, исто така за 30 денари и шкарт како класа за 15 денари. Овие цени се во договор со едната и со другата страна и особено апелирам и до преработувачите во наредниот период да се спазат сите обврски од нивна страна за вистинско класифицирање на пиперката и од страна на откупувачите и добивање на точната информација за квалитетот на пиперот и цените кои што ги добиваат. Летната туристичка сезона е во полнек, но статистика регистрира значително намалување на бројот на странските туристи во јуни годинава во однос на истиот месец лани. Годинава во јуни имало 87.618 странски туристи, што е за 13% помалку во однос на јуни лани, кога имало над 100.000. Просечно тие остануваат во земјава по 2 ноќевања. И натаму најбројни се туристите од Турција, околу 25.000, а потоа следуваат Србија со 8.500, Германија нешто над 4.000 и Бугарија со 3.200 туристи. Вкупно во првите 6 месеци од годината во земјава дошле 396.633 странски туристи, што е за 0,3% повеќе во однос на првото полугодие лани. Иако бројот на врсничко насилство статистички не е во пораст, загрижува зголемената бруталност во дел од случаите. Оценка од панел дискусијата посветена на меѓуврсничкото насилство кое што се одржа во Охрид. Своје обраќање има и председателката Силјановска и министерката за образование Јаневска. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Обемот на врсничко насилство не расте, но загрижува фактот што расте бруталноста во дел од пријавените случаи, порача министерката за образование Весна Јаневска на панел дискусија на тема меѓуврсничко насилство и вандализам, организирана во Охрид по повод утрешниот меѓународен ден на младите 12 август. Во последните 3 учебни години, како што кажа, се регистрираат просечно по околу 50 случаи во училиштата. Проблемот на агресијата на вистина не е само наш, тој е светски проблем, постои и ќе постои, но она што е најважно е да ние го превенираме. И конечно не можам да ги рипнам различностите, председателката спомна убава девојка и љубавно момче, јас ќе спомнам болен човек и доктор. Кога одиме на доктор не прашуваме кој од каде е и што е, туку дали е добар доктор. А докторот кога го гледа пациентот не прашува кој е, што е и од каде е, туку каква е болест и му лекува болеста. Председателката Силјановска Давкова предупреди дека постојаната изложеност на насилство преку медиумите, филмовите и социјалните мрежи го минува начинот на кој тоа се доживува во реалноста. Особено она што најмногу ме боли, непочитувањето на под наводници така наречените разлики. Етнички, верски. Смешно е. Така сум им велела на студентите, кој кого прашува кој ќе види убаво девојче.
Извинете, вие, како се викате Беса, а вие од која етничка припадност сте? Никој тоа не го праша. На средбата во вилата Билјана, во која учествуваа младински активисти, ученици, психолози и експерти, беше нагласено дека се зајакнуваат и стручните служби преку ангажирање кадар таму каде што недостигал, а се вратени и дежурствата на наставниците за време на одморите во ходниците и училишните дворови, наместо оваа обврска да ја извршуваат ученици. Во собраниска процедура се и законски измени со кои се предвидуваат парични казни од 250 евра за родителите и старателите на децата, за кои ќе се утврди дека извршиле врсничко насилство во училиштето, но и за родителите кои одбиваат да соработуваат со училишните служби. Скопје и Македонија како подвршник и на самата граница на црвена фаза. Денеска и јутре се очекуваат највисоките температури годинава. Итната медицинска помош, како резултат на жештините, регистрира зголемен број сообраќајки и колапси. Сања Трајковска Ставров. Скопје засега останува портокалово и само на чекор до црвената фаза, иако денес и утре се очекува живата на термометарот да го достигне или надмине 40 степен и да биде најтопло досега. Скопје е близу, но истовремено и далеко од црвениот аларм, што вклучува ослободување од работа за најризичните групи на граѓани, бидејќи од четврток се прогнозираат пониски температури, а според акцискиот план на Министерството за здравство за месец август тој ќе се вклучи доколку 2 последователни дена температурата е 40 степени. Синоптичарите велат дека иако се чиниот и топлотниот бран нема крај, односно трае континуирано од пред почетокот на август или околу 15 на дина, од четврток, особено во петок, се очекува да здивнеме од екстремните жештини. Сепак тоа ќе биде кратко, бидејќи од наредната недела температурите повторно ќе бидат во пораст. Веќе подолг период нашата територија е под влијание на овај топол бран од југ, имаме високи температури, речиси 15 на дена. Значи конкретно за Скопската котлина изминатиот период имавме температура од 38-39 степени, што значи дека бевме на граница помеѓу портокалова и црвена фаза. Во текот на денот и утре очекуваме локално да се достигне 40 степен, особено денес и утре очекуваме и Скопје да биде еден од најтоплите градови. Топлотниот бран зема данок во однос на здравјето на граѓаните, бидејќи статистички, според повиците на итната медицинска помош, во просек секој ден има од 5 до 6 колапси на улица. Исто толку сообраќајки со возила. Зачестени се и незгодите со мотори, во кои за жал има и жртви. А не изостануваат ни секојдневните мозочни удари, велат од итната медицинска помош. 5 до 6 колапси, тоа се колапси на јавно место. Испечатливо е тоа што имаме зголемен број на сообраќајни незгоди. Сообраќајни незгоди од типот со мотоциклисти, значи на дневно ниво имаме 2 до 3 повици за сообраќајни незгоди со мотоциклист, а останатите, значи во просек 5 до 6 имаме на дневно ниво сообраќајни незгоди со моторни возила. Мозочни удари од типот на исхемични, каде што имаме тромб, не се исклучени оние мозочни крварења, кои што се исто така доста чести овие денови. Препораките остануваат исти, да не се излегува кога е најтопло, ако не мора. А доколку е нешто неодложно, да се носи лесна и светла облека, да се пие вода дури и кога не се чувствува жед. Од климатизирани простории да се излегува постепено и да не се прават огромни разлики во температурите внатре и надвор. Вести плюс во продолжение. Пријатно.